Почитувани дами и господа, почитувани потрошувачи на маркетите Здравец, почитувани посетители на гостилницата Стара Автобуска во рамките на маркетот Здравец кој се наоѓа на улицата Балканска. Почитувани дами и господа, добар ден или добро вечер, не сум многу сигурен, бидејќи е сега 17 часот и 15 минути, како и да е, дојдовме до мигот кога ќе ја извлечеме главната премија од големата наградна игра на маркетите Здравец или на Здравец маркетите, насловена Трета среќа со маркетите Здравец или со Здравец маркетите. Зошто трета среќа? Затоа што тоа е голема трета поред наградна игра на Здравец маркетите. Во првата наградна игра, ако се сеќавате, доделивме еден прекрасен автомобил Fiat 500 или меѓународот познато како новото Фичо. Во втората наградна игра доделивме исто така автомобил како главна премија на маркетите Здравец. Тоа беше Citroen C3 и овој пат доделуваме еден прекрасен автомобил Fiat Tipo. Кој ќе го добие останува да се види, но јас се надевам дека тоа ќе биде жена. Зошто? Затоа што денес е 8 март. 8 март, меѓународен ден на жената, па ја користам приликата на сите овде кои се присутни жени овде во гостилницата Стара Автобуска, на сите гледачи на ТВ каналот ВИС, а најмногу на потрошувачките во маркетите Здравец. Им го честитам денешниот ден, да сте ми здрави и живи и вечно да си го славите денешниот ден. Каква врска има ова наградна игра со 8 март? Па еве вака. Надвор, сигурно сте го виделе автомобилот Fiat Tipo. Fiat Tipo има 8 букви. 4 Fiat и 4 Tipo, 8 букви. 8 март е денеска, а автомобилот има прекрасна бордо боја. Бордо боја, боја на вино. Каде што е виното, таму е љубовта, а каде е љубовта, таму е и жената, нели? Ете, втората врска, а третата врска е тоа што во првата наградна игра, главната премија автомобил, го освои жена. Во втората игра, Citroenот C3 отиде кај маж и чинам дека е ред повторно да биде ова главна премија во наградната игра Трета среќа со маркетите Здравец, да биде повторно, нели, жена. Вака, предпоставувам ги знаете пропозициите, за да се учествува во оваа наградна игра, беше потребно да купувате во трите маркети Здравец, едниот што се наоѓа овде на улицата Балканска, оној првиот кој се наоѓа на улицата Климент Охридски и третиот маркет Здравец кој се наоѓа на улицата Ленинова. Сите талони се овде, а талон се добива на тој начин што ќе мора да купувате во маркетите Здравец во еден од трите за сума поголема од 499 денари и мора да бидете полнолетни. Едноставно, нели? И овде се талоните, јас гледам тука таму и по некоја фискална сметка, но фискалните сметки не се во игра, значи доколку се излече фискална сметка нема да биде важечка. И тоа е тоа што треба да го знаете. А она што треба да го знаете исто така е дека извлекувањето кој го надгледува стручна жири комисија, трочлена, и молам да ги поздравиме овде присутните со еден аплауз. Зоран Узунов, Надица Патрикова и Ристо Секулов. Поздрав за вас, а Надица тебе ти честитам 8 март, се разбира. Но полека, но сигурно ќе расте расположението и неизвестноста. Не е време да го извлечеме Fiat Tipo-то, туку е време да поминеме на една мала свеченост, а тоа е нешто што поминува полека, но сигурно во традиција. Маркетите Здравец, како и минатата година, така и годинава, доделуваат награда на најдобриот работник или работничка од маркетите Здравец. До мене е директорот, првиот човек на маркетите Здравец, Филип. Филипе, пликото или одлуката е кај тебе? Да. Ајде, кажи ми, Филип Мицевски. Почитувани потрошувачи, почитувани дами и господа, ја користам ова можност во моје лично име и во името на менеджерскиот тим на маркетите Здравец да им го честитам денешниот ден, 8 март, на сите припаднички на понежниот пол.
Исто така, ја користам ова можност да го доделям дипломата за најдобар вработен 2018 година. Тај вработен е Балџиева Ружица. Ружица Балџиева. Каде ни е Ружица? Ја молам да дојде овде. Ружица повели. Значи, Ружица добива диплома и добива убаво цвеќе. И едно убаво плико, јас само претпоставувам што има внатре. Ружица повели дојди, честитки од мене за ова признание и честитки за 8 март, меѓународниот ден на жената. Да сте ми здрави и живи и секогаш да бидете успешен работник. Вака, колку време работите во Здравец? 3 години. 3 години? Да. И колку сте задоволни од работата, од односот на менаџерскиот тим, од колегите? Па многу. Така? Да. Кој е успехот, која е тајната на успехот да се успее да се добие оваа награда? Не знам. Не знам. Не знам. Значи посветеност, труд, работа и така. Заслужност, да. Така. Честитки за вас, но оставете го цвеќето, бидејќи вие ќе ни затребате за да извлечете една награда. Не Fiat Tipo, бидејќи, нели, како што веќе рековме, полека, но сигурно расте неизвестноста. Овде во овој сат има талони од една друга наградна игра, тоа е плод на соработката помеѓу Здравец маркетите и Гранд Кафе. Значи, беше потребно да се купува кафе, Гранд, или половина килограм, или 2 пакувања од по 200 грама и на тој начин се добива талон. Вие ќе го извлечете телевизорот, значи доделуваме телевизор Смарт, промешајте малку, главата настрана ќе ве молам, да видиме кој ќе добие телевизор или кој ќе гледа програмата, па и мене, програмата на ТВ каналот ВИС. Вака. Значи, телевизор добива. Ај, помогнете ми. Снежана Гулик. Снежана Гулик. Еве. Честитки за Снежана Гулик. Ја молиме Снежана да повели во маркетите Здравец. Да, вие можете во меѓувреме да се јавувате. Ајде тоа да им го дадеме на жири комисијата, да го стори, заедно со вас, господине. Така. Правете го тоа, информирајте ја, а ние одиме со... А имаме и други вработени. Тоа не сум го знаел, добро. Тие вработени од наша страна одија за Рим, исто така за да обележиме дека и они се честни и можем да кажеме ние од најдобри вредни работнички. Така. И тие работници се Александра Колева. Александра Колева, нека повели овде. Честитки. Јасмина Туџарова. Јасмина Туџарова. Честитки 8 март, честитки за дипломата. Кој како? Дафинка Митевска. Дафинка Митевска. Нека повели. Така, честитки за вас. Рената Црвенкова. И Рената. Не е пристигната Рената, дополнително ќе биде врачена дипломата. И, драги мои, полека, но сигурно ги доделивме наградите за најдобрите работнички и најдобрата меѓу нив. Го доделивме смарт телевизорот како плод на соработката на Гранд Кафе со Здравец маркетите и стасавме до најважниот миг. Стасавме до излекувањето на наградата на главната премија на наградната игра Трета среќа со маркетите во маркетите Здравец, како што веќе реков, еден прекрасен Fiat Tipo. Иако реков дека денес е 8 март, денес е еден од деновите кога се одбележуваат карневалските свечености во нашиот град.
Завчера беше доделен клучот од страна на градоначалникот на општина Струмица, господинот Коста Јаневски, на струмичките карневалџи. Синоќа се одржа концертот под маски во Националната установа Центар за култура во организација на музичкото училиште Боро Џони. Денес на програмата е големиот маскен бал во хотелот Сириус, на кој ќе бидат избрани принцот и принцезата на струмичкиот карневал. Утре вечер е големиот струмички карневал, во недела детскиот карневал и така натаму имаме 8 денови карневалски свечености. Но она што мене ме воодушеви од менаџерскиот тим на маркетите Здравец е логото што тие го напишаа. Тие велат вака: само квалитетот нема маска. Еден аплауз молам за ова лого, само квалитетот нема маска. Значи, тоа значи дека Здравец маркетите немаат многу врска со струмичкиот карневал. Сега, ај погодете кој ќе ја извлече наградата. Значи, еден прекрасен автомобил Fiat Tipo бордо боја, боја на вино. Наскоро ќе го дознаеме името и презимето. Овде во овој сат има талони многу и јас ќе ви ја кажам точната бројка. Значи, внатре има 17.486. Ајде да ве видам, нека дојде некој, нека провери од жири комисијата. Реков има 17.486. Толку ли се? А вие ќе броите? Добро. Верувајте ми, добро. Убава шега од господинот Зоран Узунов. Наградата, драги мои, ќе ја извлече претходниот добитник на втората наградна игра, човекот кој го доби прекрасниот автомобил Citroen C3, тој е господинот Зоран Ѓоргиев. Зоране повели до мене вака: Зоран Ѓоргиев е неладнокрвниот тип на светот што добил некогаш некоја голема награда. Му се јавивме од овде, рече дека не ме познава, дека таков човек по име Ѓорги не познава. Дојде мртов ладен, си го зеде клучот од страна на господинот Филип Мицевски и си замина. Какво е чувството да се добија автомобил, господине Ѓоргиев? Чувството е многу убаво да си возиш нов автомобил. Така е. Ви се погодица тројката? Да, Многу е убаво. многу убава. Мене ме немате извозено. Не сме се видели още да те Не сме возим. се виделе, добро. Дали сте подготвени да донесете среќа на еден од бројните потрошувачи на маркетите Здравец? Ве молам, откопчете ги копчината на кошулата, ракавите малку погоре, да се знае дека нема ниту еден талон во ракавите на Зоран Ѓоргиев. Ете така. Чинам дека треба и да му ги врземе очите. Ајде тоа да го сториме. Некој од вработените, нека тоа го направи. Повелете. Ајде, повелете. Значи, подсукани ракави, врзани очи. Тука е господинот Зоран Узунов на лице место, еден од тројцата од жири комисијата, и поминуваме на извлекување на наградата Fiat Tipo, што ги доделува маркетите Здравец од наградната игра Трета среќа во маркетите Здравец. Не гледате ништо? Кај се наоѓам јас? Тука некаде. Добро. Така се свртевте, да не ви се заврти свеста. Ете, садот е пред вас, еве. Промешајте убаво, само внимателно да не испаднат некои од талоните надвор од кутијата, да имаат сите шанса. Така, полека, така. Можеме сега. Ајде, еден талон ве молам. Само еден талон и еве го, драги мои. Добро е што не е фискална сметка, туку е талон. Вели вака: јас посакав тоа да биде жена, бидејќи денес е 8 март. И чинам дека желбата ми се исполни.
И ќе побарам од господинот Ѓоргиев да ни каже која е добитничката. Нена Галева. Нена Галева, драги мои. Еве го талонот. Нена Галева, добитник на автомобил Fiat Tipo од големата наградна игра. Трета среќа на маркетите Здравец. Талонот оди кај жири комисијата, која ќе се обиде да контактира со срекната добитничка. Да, можеме да го оставиме на гласно доколку се јави. Ајде да видиме. Снимателот нека не следи. Ајде да видиме и да слушнеме дали ќе ни се јави Нена Галева. Така ли е? Потврдувате дека тоа така? Добар ден. Добар ден. Дали е тоа Нена Галева? Да? Се јавувам од Здравец маркети од излекувањето на наградната игра. Добитник сте на кола. Ало, ме слушнавте? Добитник сте на кола. Fiat Tipo. Стварно? Да, стварно. Не и се верува на господјата Галева. Овде е господинот Калајчиев до мене, во снимаме. Само малку, само малку. Момент. Господјо Галева, господја или госпогица? Господја Галева, вака, вие сте, предпоставувам, редовен муштерија во маркетите Здравец, така ли е? Да. Колку талони имавте пуштено во садовите? Не знам, редовно пазаруваме, не знам колку. Така, така. И верувате ли дека сте добитник на автомобил Fiat Tipo? Сега веќе веруваме. Сега веќе верувате. Јас сакам да ви честитам најпрвин, да ви го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март и да ви честитам бидејќи сте сопственичка на Fiat Tipo. Дали живеете во Струмица? Живеете во Струмица. Доколку живеете во близина, па и не мора да биде во близина, ве очекуваме во гостилницата Стара автобуска на маркетот Здравец кој се наоѓа на улицата Балканска, во центарот, овде, близко до поштата. Може ли да дојдете на брзина? Ве очекуваме од страна на директорот Филип да ви бидат врачени клучевите. Ајде, нека ви е со среќа, нека ви е со среќа. Браво! Браво за господјата Галева. Тука правиме мала пауза и ја чекаме срекната добитничка. Почитувани гледачи на ТВ каналот ВИС, почитувани потрошувачи на маркетите Здравец, почитувани дами и господа, еве сме повторно вклучени во гостилницата Стара автобуска, која се наоѓа во маркетот Здравец на улицата Балканска. Знаете, доколку го следевте излекувањето, дека Нина Галева е добитничка на убавиот автомобил Fiat Tipo, што ги доделува маркетите Здравец. Според мојата желба, ова награда одиде кај женско, бидејќи денес е 8 март. И јас контактирав со срекниот добитник, мислејќи дека разговарам токму со Нина Галева, ама не било така. Разговарав со незината мајка. Зошто не разговарав со неа? Затоа што таа се уште не умее да зборува. Да требаше да зборувам со неа, таа ќе ми кажеше гу-гу, заради тоа што има само 5 месеци. Иако пропозициите од оваа наградна игра велат дека во оваа наградна игра учествуваат само луѓе или потрошувачи кои имаат 18 и повеќе години, сепак се разбира потрошувачи биле незините родители, а за среќа го напишале името на незината ќерка. Во гостилницата дојдоа мајката и таткото и јас со задоволство ќе поразговарам со таткото на Нина Галева, Крсто Галев. Господин Галев, ми стоите ладнокрвен. Па возбудата тек ќе дојде. Уште не ви се верува? Па
И така, да. Така и така. Добро. Веројатно и кажавте пред да тргнете на Нина дека е добитничка и таа веројатно не знае што се случува. Па предпоставува најверојатно, да. Да. Срекни сте? Да, премно. Каде ги пуштивте талоните, во чија кутија, во кој маркет на здраве? Овој маркет. Во овој маркет. Да, да влез. Така, добро. Често сте овде, секојдневно пазарувате? Добро. Скоро секој ден. Скоро секој ден. И што мислите за маркетите здраве, за нивната услуга, за асортиманот што го нудат на потрошувачите? Да, одлично. Да. Вака, морам да ве прашам, што автомобил возите вие? Ауди А6. Ауди А6, ама пред постар модел? Да. Од која година? 97. Од 97, многу е стар. Значи там маме време за нов автомобил, така ќе ви треба. Ви се допаѓа автомобилот Fiat Tipo? Да. Така. Со задоволство да го возите и со среќа да го возите и Нина да ја возите, бидејќи ова е нејзин автомобил. Така. Добро. Купувајте и понатаму во маркет Здравец маркетите. Уживајте во нивниот асортиман и со среќа да си го возите автомобилот, а тука е Филип Мицевски да ви ги додели клучевите од автомобилот. Трябва да се измеря само. Најдобро. Баш се ключовите веќе. Тоа е. Која сакате може да ја земате. Резејте унатре, видејте каква е подредбата. Направи пак чичи.